Дали сте подготвени? Прашува Дуи, ама зашто? Не кажува. Министерството за внатрешни работи жестоко ќе одговори на секој обид за дестабилизација, вели Панчо Тошковски. Досега сведочевме на повеќе обиди со подгревање на меѓуетнички тензии, но полицијата се справи и така ќе биде во иднина, дециден е министерот за внатрешни работи. Одговорот на Тошковски следи по синокешниот состанок на партијата на Али Ахмети, од каде со фотографија на Груби, Османи, Бектеши, Бесими, Адеми, Шакири напишаа дека се тука и подготвени, а потоа на социјалните мрежи осамна слоганот "Дали сте подготвени?". Ваквиот слоган делува заканувачки, ако се имаат предвид најавите дека се подготвуваат црни сценарија во кујните на Дуи за дестабилизација на Македонија. Проследуваат соодветни информации до надлежните раководни органи во рамки на истите, а истите како такви беа споделувани соодветно со премиерот и со председателката. Така да сето она кое што сме го говореле во минатото од аспект на обиди, кои што видовме дел од нив и во минатото, во овие, да речем, месец дена, од аспект на обиди за подгревање на меѓуетнички тензии, дека се реалност, соодветно одговоривме, соодветно ќе одговориме и во иднина. Премиерот Мицкоски пред околу 2 месеци предупреди дека институциите имаат сознание дека интегративците подготвуваат жешка есен, односно преку демонстрации да предизвикаат дестабилизација. Целта на оваа операција би била да ги заштитат незаконски стекнатите пари. Тошковски пак е дециден дека истрагите кои ги отвори МВР се работат, а резултати најави дека ќе има, без да навлегува во детали, соодветно со доказите, вели министерот, кривични пријави ќе бидат поднесени. Таму каде што имаме докази дека е прекршен законот, таму каде што ќе имаме докази дека се прекршени одредени стандардни оперативни процедури, таму каде што ќе имаме докази дека душмански е краден македонскиот народ, соодветно ќе одговориме со кривични пријави и со кривични постапки. Таму каде што ќе немаме докази, ќе се биде исто така соодветно постапки. Меѓу истрагите кои ги водат институциите се тие за купувањето на соравија од младиот Ахмети, за лотарија, одземањето лиценци за онлайн коцкање, за Евровија, омилената фирма на Дуи, како и последниот случај со првиот човек на ФФМ Сеидини. Како и досега, Дуи сите овие истраги сака да ги прикаже дека се напад на албанците во Македонија, па дури и најавија протести по одлуката на Уставниот суд за замрзнување на алатката балансер.